Ви благодарам за посетата, ви благодарам за вниманието, се надевам дека ќе бидеме интересни. Ова е мојата куса биографија, но повеќето овдека присутни во салата веќе ме познаваат. И тоа вообичаено кога се зборува вака на отворена сцена, нели е олеснителна околност кога се обраќате на позната публика. Со мене денес се 3 говорнички. Ќе се обидеме да ви доближиме темата за финансиската писменост или финансиската неписменост во Република Македонија. Вака кога зборувам меѓу луѓе кои што мислам дека по голема мера се упатени со проблемот и со проблематиката, знам дека нема погрешно да ме разберете ако кажам финансиска неписменост, што од друга страна ако се каже во јавност пред населението или отворено во медиумите, мислам дека звучи прилично навредливо, бидејќи кај нас луѓето сметаат дека имаат големи познавања за проблематиката. И многу често, за жал, мислат дека по кафичи и по кафани може да се решат проблемите поврзани со финансии. Денес со мене имам представници на регулаторот од Централната банка, господја Елизабета Недановска, менаџер во дирекцијата за заштита на потрошувачи и финансиска едукација. Повелете, господја Елизабета. Многу е добро што Народна банка на некој начин започна со оваа активност за финансиска едукација и заштита на потрошувачите. За жал банките гледаме дека имаме голем број на поплаки, ги следиме така натака, но истовремено читајќи ги тие поплаки, гледаме и колку пропусти кај населението има и постои една изрека, јас многу често ја употребувам, дека фактот што им даваме на клиентите договори не значи само по себе дека ги разбираат. Тие ги читаат, но не ги разбираат и тоа бројот на поплаки, содржината на поплаките кои што ги добиваме по банките го покажува. Многу често наидуваме на ситуации каде што имаме неоправдани поплаки затоа што клиентот всушност го потпишал, а него не прочитал договорот. Но исто така нели и ситуации каде што го прочитал, но не го разбрал. Исто така имаме професорката доктор Душица Стевчевска-Србиновска од Универзитетот Американ Коледж по Вилата. За жал не успеавме да обезбедиме од Министерство за образование представник кој што би можел со нас да ги сподели намерите на Министерството за образование за поактивно вклучување на финансиски предмети во основното и во средното образование во Македонија, така да не останеме само на напорите на бизнис заедницата, банкарската заедница да ја доближи финансиската писменост до најмладите, туку да биде тоа на еден систематизиран начин преку едукативниот систем. И за крај ја повикувам Ема Арсова, студентка на ФЕД, на Факултетот за електротехника и информациски технологии. Сметав дека е добро да слушнеме и страната на најмладите, бидејќи ние овдека присутните и многу во јавноста повеќе или помалку знаеме за проблематиката, но тоа што е клучно е колку младите знаат или колку мислат дека знаат. Токму во таа смисла имаме и една куса презентација која што јас ја подготвив. Значи, моќта на финансиската писменост, паметни одлуки за сигурна финансиска иднина и она со што секогаш се започнува, што е финансиската писменост, способноста да се разбере и ефикасно управува со информациите за носење на личните одлуки. Нели овдека имаме 5 клучни активности за личните финанси, нешто што секој од нас наизглед го знае. Нели нормално ние заработуваме, трошиме, се задлужуваме, користиме картички, кредитни, дебитни и така натака. Но не сите всушност вистински знаеме да управуваме со сопствените финанси и многу често се наоѓаме во замката на презадолженост. Тука нели сега во последно време се појавува терминот на одржливо банкарство, како да не ги презадолжиме нашите клиенти, но сепак тоа представува лична одлука на секој поединец, почнувајќи од точката на заработката, односно заработувањето, трошењето, заштеди, инвестирај, поземи, заштити. Ова е нешто што и на мрежите на интернет може да го најдете како стандардни зборови поврзани со клучните активности за личните финансии. Зошто е важна финансиската писменост? Бидејќи граѓаните нели треба да донесат информирани и исправни финансиски одлуки со кои ја
поставуваат основата за сигурна, стабилна финансиска иднина и финансиското знаење да им помогне да ги разберат и да управуваат со личните финансии. Во крајна линија, токму тоа што го споменав, да не се презадолжат и да не дојдеме во ситуација ниту на извршување на имот, ниту на ситуација на блокирање на нивните лични сметки. Најнови трендови. Зошто всушност финансиската писменост станува се понагласена? Токму поради дигитализацијата и дигиталната финансиска писменост е едно од точките кои што се особено значаен предизвик. Инклузивното финансиско образование и свесноста за одржливите финансии, или ова што сега го спомнав, одржливо банкарство, да се намали, да не постои презадолженост на поединците. Што е поразлично? Се е поразлично, зошто финансиската писменост е важна повеќе од кога било досега. Младите влегуваат на пазарот на финансиски услуги многу порано. Сите овдека сме, или барем повеќето од нас се родители, некои од нас имаат повозрастни или помали деца, но многу од нашите деца веќе имаат картички. Студентите, дали преку студентскиот оброк, дали картички кои што ние им ги даваме. Мене ми беше многу згодно со едно од моите деца, кога имаше картички, кога отиде на екскурзија, на секој штракање на бензинска пумпа од тука до Италија, како што беше екскурзијата од училиште, јас знаев каде е. Така да, добар начин на следење на движењето и трошењето, но како и да е, значи они генерално влегуваат многу порано во финансиските трансакции. Финансиската писменост е ниска кај најмладите генерации, овдека стојат и Z, и миленијалците и генерацијата X, но всушност генерацијата X и бумерсите во едно од истражувањата на кои што колешките кои се занимаваат со тоа наидоа, покажуваат дека при тестирање позитивни и точни одговори имаат многу повеќе дадено бумерсите и генерацијата X во однос на овие најмладите, Z и миленијалците, што значи тие де факто заостануваат во финансиското образование и информациите кои што ги имаат. И, што е многу важно, јас оно што го спомнав преска, кафичите и кафаните, тука ги имаме нели инфлуенсерите и нивното влијание врз начинот на однесување, на трошење, на следење на трендови од страна на младите. И сега ако на сето тоа, нели, ако се ова го собереме во една целина, можеме да сватиме колку е проблемот комплексен и колку со секој нов предизвик, со дигитализацијата, со вештачката интелигенција и така натака, само ќе се соочуваме и проблемот на писменоста и разбирањето на финансиите ќе биде понагласен. Колегите од банкарскиот сектор овдека што се присутни, кои што беа вчера на еден настан кој го имавме по повод Светскиот ден на штедење, беа присутни на настан на кој што присуствуваше председателката на Европската тренинг мрежа во делот на банкарство и финансии. И во разговор со нив, зборувајќи за дигитализацијата, беше напоменато, го спомнавме и ова, дека клиентите нели многу често потпишуваат, читаат, но не разбираат до крај. И дека некогаш треба стварно да им се објасни за да разберат со што имаат работа. Значи, исто еве јас не сум техничко лице, мене ми се случува со компјутери, читам, окей, кога треба да го применам, не сум најсигурна дека го разбирам тоа што сум го прочитала. Така и со нив, но тоа што ми го кажа колешката од Франкфуртската, инаку станува збор за председателката на Франкфуртската школа за бизнис и економија, вели, знаете, во Западна Европа со дигитализацијата се повеќе кредитирањето на физичките лица се сведува на онлайн аплицирање и онлайн одобрувања. И на крај на денот многу од нив и немаат кого да прашаат. Едноставно нема банкар кој што стои на располагање за да им објасни што е што. Така да тоа се сведува на проблемот или тие ќе знаат и ќе бидат финансиски едуцирани соодветно, или нема да разберат, па ќе кликаат yes и на крај ќе добијат, не знам дали ќе биде кредитна картичка, кредит или што и да е. Така да дигитализацијата и вештачката интелигенција дополнително го осложнуваат проблемот. Така да на крај доаѓаме до, односно на половина од мојата презентација, доаѓаме до прашањата за нашите гости. Сега јас ќе си седнам да ми биде позгодно. Би започнала со представничката од Народна банка, господја Елизабета,
кои активности кои што ги превзема Централната банка со цел да ја зајакне финансиската писменост на населението, би ги споделиле со нас и кои од нив сметате дека се суштински? Всушност, која е улогата на централните банки во осигурувањето дека генерално населението ќе биде подобро информирано и воедно дали маргинализираните заедници нема да бидат запоставени при тоа? Пред се би сакала да ви се заблагодарам на поканата Народната банка да учествува на една ваква панел дискусија. И многу ми е драго што ваква панел дискусија е всушност посветена токму на финансиската писменост. Бидејќи знаете, финансиската писменост не засега сите. Меѓутоа и доколку сите како општество и сите фактори кои што можеме да повлијаеме се вклучиме во унапредувањето на финансиската писменост, веќе во таква ситуација можеме да говориме за определен напредок. И во таа насока токму ваквите панел дискусии и во континуитет постојаното говорење за финансиската писменост придонесува постојано да се израдуваат нови активности, нови мерки, нови вмрежувања кои можат да ја зајакнат финансиската едукација, финансиската писменост и крајно и финансиската инклузија која пред малку и вие ја начнавте како тема. Од друг аспект ми е навистина драго што овде денес сум представник на Централната банка токму на оваа тема, имајќи предвид дека во финансиската писменост Народната банка навистина во изминатите години вложи многу, со огромен број активности, покрива голем број на теми и целни групи. Потука представува задоволство сите тие да бидат изнесени вака во јавност. Ќе се обидам навистина накратко да ги објаснам активностите кои ги превземаме во интерес на времето на панел дискусијата. Неминовно е на почеток да го напомнам, да го спомнам едукативниот материјал, затоа навистина го имаме во еден добар обем. Станува збор за брошури, за видеозаписи, за квизови, кои што се подготвени и се закачени, односно прикачени на интернет страницата на Народната банка. Овој едукативен материјал е на теми од интерес за повеќе возрастни групи и произлегува од перцепцијата на Централната банка што е она што е потребно за граѓаните да бидат едуцирани. Пристапноста на едукативниот материјал на интернет страницата на Народната банка практично возможува користење на една ваква платформа за зголемување, зајакнување на личната финансиска писменост на секој поединец кој е заинтересиран и би пристапил кон неа. Покрај едукативниот материјал кој што се изработува во континуитет, Народната банка обезбедува и редовни предавања на тема лични финанси и на други стручни теми од областа на финансиската едукација. Како изминуваат годините, овие предавања се повеќе и повеќе земаат замав, особено во постпандемискиот период, па денес можеме да спомнеме дека досега во изминатото 10-летие Народната банка веќе одржа повеќе од 500 едукативни предавања и беа опфатени повеќе од 22.000 слушатели. Тоа е една бројка која во поголемиот дел ги опфаќа учениците од основното и средното образование, меѓутоа и студентите, професорите, наставниците и секако доаѓаме токму до оние ранливи групи што се исто така битни за да бидат вклучени инклузивно во финансискиот систем, пензионерите, лицата со попреченост и така натаму. И говорејќи за начинот на кој Централната банка ја перцепира финансиската писменост, значајно е да се спомене дека определбата на Централната банка и финансиската писменост да е стратешки приоритет и стратешки цел кој што наметнува голем број активности кои ние се трудиме во нашето секојдневно работење да ги имплементираме. Од стратешката определба на Народната банка произлегува веќе и би рекла така стратешко структурно постапување, односно подигнување на институциите, сите заедно да придонесеме секој во рамки на своите надлежности да може да се придонесе кон зајакнување на финансиската писменост. Во таа насока беше подпишан и меморандум помеѓу регулаторите на финансискиот систем, а пак тој меморандум за соработка придонесе натаму да биде оформено едно координацијско тело кое што на редовна основа се состанува и кое што придонесува да произлезат и стратешки документи, но и бројни активности. Па тука неминовно е да се спомне редовните едукативни настани кои што на годишно ниво се имплементираат,
кои што се впрочем и многу познати на Македонската банкарска асоциација, имајќи предвид дека и вие сте носител на дел од овие едукативни настани, како што е Европскиот квиз на парите, но би спомнала и глобалната недела на парите, одбележувањето на светскиот ден на штедењето, настан кој што вчера имаше одбележување на денот на светскиот ден на штедење и така натаму. Поставувајќи го прашањето, поставивте што е она што е суштински како оцена за досегашното постапување на Народната банка во насока на зајакнување на финансиската писменост, и би рекла дека тоа е токму донесувањето на Националната стратегија за финансиска едукација и инклузија. Ова е еден стратешки документ кој што опфати 5-годишен период од 2021-2025 година. Предстои ревизија на Националната стратегија и продолжување на нова, апдейтирана, ажурирана Национална стратегија, која што ќе се носи со новите предизвици на ова ново модерно време во кое што живееме. Од самата Национална стратегија понатаму произлегува и други документи кои што се исто така битни, по кои што се постапува од страна на самите институции. И има навистина многу активности на листата на активности кои што ги применува и ги работи Народната банка. Во интерес на времето и на дискусијата не би навлегувала повеќе во нив детали, но повторно само би го посочила аспектот и би рекла заложбата на Централната банка да го понесе како лидер, како координатор во спроведувањето на овие активности, институционалното постапување и мрежата за зајакнување на финансиската писменост. Во однос на делот кој што се однесува за активностите и нашето размислување од аспект на вклучувањето на маргинализираните групи во повеќе да бидат вклучени во финансиската едукација, тука активностите кои што ги превзема Народната банка се навистина големи и значајни. Јас особено би истакнала дека има едно истражување и една реченица во Организацијата за економска соработка и развој, каде што многу умно представува сублимат на она што во моментов се случува и перцепцијата на тоа како треба практично и што значи во денешно време вклучување на маргинализираните заедници. И во таа насока, во овој извештај на ОЕЦД од 2016 година практично вели дека постојаната евалуација на финансиската, економската, демографската конфигурација, како и на политиката, се повеќе ги пренесува ризиците на отделните индивидуи и со тоа финансиската писменост ја претвара во една од клучните животни вештини во модерното време, во модерните општества. Ова практично мене ми укажува на еден, можеби друг сегмент кога говориме за маргинализирани заедници. Современото општество, дигитализацијата, глобализацијата, лесната достапност до финансиските производи, финансиските услуги, меѓутоа нивната се поголема сложеност, се поголемата потреба, веќе не само маргинализираните заедници, туку веќе секој поединец е во улога на поединец кој задолжително мора да биде финансиски едуциран, затоа што тоа е веќе насушна потреба. За да ги фатиме, како и вие што спомнавте, модерните текови, за да разбереме кон што приоѓаме во системот, мора да бидеме едуцирани. Во таа насока, улогата на централните банки ја гледам најмногу во поставување на правната рамка на регулативата и во давање на поддршка кон деловните банки да превземаат активности и проекти токму во насока на поддршка на сите, вклучувајќи ги маргинализираните заедници. И во таа насока два аспекта само би спомнала и не би зафаќала повеќе простор. Едниот аспект се однесува на овозможувањето на производи и услуги кои што би биле поповолни, кои што би биле поприлагодени за користење кон сите, вклучувајќи ги и маргинализираните заедници од една страна, и од втора страна аспектот на заштитата на потрошувачите, кој исто така многу битен, а каде што пак централните банки ја носат таа функција да се обидуваат преку заштитата на правата на потрошувачите кои се корисници на финансиските услуги да обезбедат воедно заштита на сите, вклучувајќи ги и маргинализираните заедници. Овдека би застанала, секако би се вклучила по. Ви благодарам. Добро. Ема,
Студентите, учениците, секако се дел од оваа приказна кој што е многу засегнат и можеби требаше порано да биде опфатен со посоодветно информирање и едуцирање за финансиите. Веќе многу генерации поминаа, па се учат на интернет и од тоа што од нас ќе научат. Така да моето прашање би било дали во школа сте учела нешто за финансии, за работење со пари или нешто слично на таа област, дали користиш некои финансиски инструменти, трансакцијска сметка, картичка, каква картичка користиш, кредитна, дебитна, ете некои такви прашања да споделиш со нас, зашто ги користиш картичките, дали имаш картичка за студентски оброк, дали ги знаеш ризиците од користење на картички, повели. Па ние, јас бидејќи бев уште во средно, природно-математичка насока, немав некои многу економски предмети. Единствените задолжителни предмети што не беа на сите насоки, беа бизнис и иновации. По нив учевме всушност како да го направиш твојот бизнис модел и ги учевме потребните средства што ќе ти требаат, нели, за да го постигнеш тоа. Ама во поглед на финансии и менеджирање со пари, такви предмети всушност не сум имала никогаш. Би рекла дека и сите што се на моја возраст и што не се студенти на економски факултет, всушност за да се едуцираат во таа област, најмногу користат интернет. Како што и вие спомнавте, инфлуенсерите имаат стварно голямо влијание на нашето мислење и нашите постапки во област на менеджирање со пари. Едноставно не е најприродно на нас да пребараме на интернет било која информација што ни е потребна. Инфлуенсерите се насекаде, социјалните мрежи се преразвиени и на нив едноставно има видеа и слики и се што ти е потребно, дали се лажни или се вистините, не можеш секогаш да знаеш. Многу е лесно да бидеш измамен и да му поверуваш на некој инфлуенсер, бидејќи тие нормално дека ги споделуваат само нивните добивки од инвестирање, од такви работи, а не ги споделуваат баш нивните загуби. И поради тоа многу е лесно едноставно да се водиш, да го сметаш некој таков за како твој идол, што треба да го слушаш и да му ги слушаш советите, бидејќи ние на училиште, например, не сме убаво известени за ништо во таа област и тоа бидејќи е најлесниот извор на информации, сите го користиме. Од финансиски инструменти јас користам единствено дебитна картичка. Имам и картичка за студентски оброк. Неа ја користам најмногу од се за онлайн плаќања, морам да признам. Знам дека тоа е ризично, ама многу ми е мене полесно во живот да плаќам со кеш, бидејќи некако полесно ми е така на картичка кога плаќам ми е секогаш многу немам осет за парите. А вака кога ќе ги видам и кога ќе ги снема е друга. И заради тоа гледам повеќе картичка да ја користам за штедење на неа пари, но сепак за онлайн плаќања нормално дека мора да се искористи. Тука се и ризиците всушност сите. Не многу, ама познавам, например, мои другарки што биле измамени од такви некои страници што им украле пари. Например, знам конкретно за вебсајтот за Ландо, дека една моја другарка мислеше дека начекала многу добра сделка, ефтини патики, ама всушност беше целосно лажен, ама ист како него направен вебсајт и ги украдаа парите, тоа е. Јас затоа всушност истражувам најмногу што можам и истражувам да немаат некои сомнителни елементи страниците пред да платам. И секогаш плаќам само на страници што ми се проверени, некои пред мене плаќале, јас во минатото и такви работи. Поради тоа, до сега не сум била јас лично измамена, ама секогаш се пазам. Мислам, страв ми е до некој степен, секогаш постои тој сомнеш во мене. Студентскиот оброк картичката, реално сите ја имаме, сите ја користиме, ни се наоѓа, ама пак таа ние само како затоа дека сме студенти и не ја гледаме како некој битен инструмент во животот. Повеќе од ризиците можам да кажам исто така дека јас бев изненадена кога дознав дека картичката не сме всушност да ја праќам јас како сликана
Јас прв пат кога се извадев, бев доста мала, бев средна, мислам не бев до толку мала, мејте бев прва или втора средна најмногу. И кога им кажав на пријателите дека сум си извадила картичка, ме рекоа едно дете се погоди, да ми каже ај слика и прати ја да ја видиме. Ама за среќа па ми се погоди друга другарка што беше по фер и ми рече немој ема. Јас на пример не знаев дека всушност сите информации за плаќање со картичката се на самата картичка, не треба пинот секогаш да го искористиш. Тоа ми беше така некој новитет. И така сега навистина многу внимавам и да не ја изгубам, знам дека кога се изгуби мора одма да се блокира. Така. Благодарам. Инаку ова што го спомена за плаќањата на интернет и за страниците е добра информација во пресред на конференцијата за e-трговија во наредниот период ќе започне и таа. Јас не знам дали овдека има некој присутен кој што ќе биде активно вклучен, но е во секој случај добра препорака за нив да поработат малку на темата како да се доближи идентификувањето на вистинските визави лажните страници, бидејќи колку што можеме истражуваме, ама прашање е секогаш, знаете, на измамниците и крадците се пред сите нас во осмислувањето на лагата или измамата. Така да ова е навистина добра препорака. Благодарам, мислам индиректно што ни ја даде. И сега имаме професорка. Како финансиското образование може да придонесе за поширока финансиска инклузија? Каков е интересот за студиите по економија? Дали програмите како квалитет одговараат на потребите на денешницата? Така да би ве замолила да споделите некои ваши согледувања на овие теми. Благодарам Трице, благодарам на поканата. Одлична иницијативата да се вклучи образованието во вакви панели и дискусии, бидејќи неопходна е таа врска помеѓу реалниот сектор, образованието, за да сето тоа може да функционира на долг рок. Пред се ќе напоменам, во делот на економски студии интересот расте од година во година. Иста е ситуацијата и на Универзитетот Американ Коледж Скопје. Програмите од друга страна во еден дел верувам дека одговараат на она што го бара економијата, стопанството, во друг дел потребно е малку побрзо да се реагира во однос на сите промени кои што треба да се вклучат во образовниот систем. Овде пред се би споменала, да кажеме, една потесна поврзаност помеѓу образованието, универзитетите и реалниот сектор. На нашиот универзитет практикуваме веќе уште во прва година студентите да ги оценуваме не само преку формални испити за окружување и на дополни и така натаму. Имаме еден практичен дел од оценувањето, кој што се однесува на проекти. Најчесто студентите спроведуваат проекти во соработка со представниците на стопанството, се работи на одреден случај или проблем, кои што тие треба заедно да го анализираат, било индивидуално или во групи, и потоа да и помогнат на компанијата со сопствени решенија, што би возможело да се премости тој проблем во иднина. На тој начин прават практична апликација на знаењето кое што го обработуваме во училница, преку теорија и така натаму и примери од светот, на она што го имаат овде во нашата економија. Ќе напоменам неколку такви позитивни примери. Значи имаме долгогодишна соработка со Витаминка АД Прилеп во делот на финансиско сметководство, анализа на финансиски показатели, каде што студентите ја споредуваат Витаминка и перформансите на компанијата со перформансите на други компании представнички на прехранбената индустрија во земјата и во странство. И тука се прават реални согледувања на лице место, каде, како стојат нашите компании во однос на компаниите во странство, во кој дел може да се подобрат или да се направат напори, нешто да се измени. Секако тие даваат своја перспектива, своје согледување во сето тоа, што е многу важно, затоа што тие се и сегашни идни потрошувачки, па и инвеститори во акциите на овие компании. Друг многу позитивен пример е нашата соработка со представници од праксата, од практичниот сектор. Значи имаме поприлично професори, предавачи кои што доаѓаат од компаниите и кои што предаваат во областа која што тековно ја работат. На тој начин пренесуваат искуство
нели целиот оној багаж што го носат со себе, го пренесуваат на најдобар можен начин на студентите и отсликуваат како тоа треба да изгледа во праксата. Неодамна веќе остваривме соработки со Maran Consulting во делот еве повторно бидејќи финансиите се мој домен. Се извинувам што премногу се задржувам на тоа со Maran Consulting, каде што студентите по предметот финансиско сметководство има можност да престојуваат одредено време во просториите на фирмата и можеа да работат на ERP систем и на тој начин да видат како изгледа применето финансиското сметководство кога ќе се аплицира во еден реален систем, кои се модули се ставени на располагање, какви извештаи можат и анализи да се генерираат. И на некој начин ги потикнува или да размислуваат за една кариера и можности во доменот на финансиите и сметководството. Од друга страна ќе напоменам дека нели се зборува сега за ESG, одржливост и така натаму. Верувам дека ова се проблематики кои што се недоволно се уште застапени во образованието. Понатаму ќе зборувам малку и за поврзаноста помеѓу разните ешелони, односно нивоа на образование. Но одржливоста, значи, треба да се примени не само како програма, туку во многу постоечки насоки на многу постоечки факултети, може да се воведе како дел од предмет, како тема која што ќе се одработи, па дури како нов предмет, со цел да го едуцираме, нели, да ги едуцираме идните млади кои што ќе бидат представници на пазарот на труд во иднина, што може да преземат во тој дел за да се унапреди размислувањето за ESG за одржливост. Овде би споменала, мислам, и некои искуство од Франција, бидејќи предавам и на факултет во Франција. Многу се големи разликите помеѓу нас и, да кажеме, населението во Франција од аспект на разбирање на одржливоста. Видете, таму се едуцираат и потрошувачките навики, значи не станува збор само за економски предмети во делот на ESG, туку населението се едуцира како потрошувач, за да ги формираат нивните навики во контекст на ваков вид на, да кажеме, набавки и купување на производи и услуги. Има една статистика дека некои 40% од населението во Франција одбива да купува производи кои што не се одржливи или означени како одржливи. Значи, ова се некои компоненти кои што може да се вклопат, верувам, во многу наставни содржини кај нас со цел да се подготви населението за да може да кажеме да делува во една ваква насока. Така да, многу повеќе од, да кажеме, еден факултет или една наставна програма, она што е потребно за да може да делуваме на ваков начин. Во овој дел многу може да помогнат и програмите како Еразмус, затоа што тука се овозможува меѓународна размена, за да се поврзат нашите ученици од основни и средни училишта, но и нашите студенти и професори со да кажеме училишта и универзитети каде што ваквите практики се веќе дел од работењето и дел од живеењето и ќе може тоа да го пресликаат и кај нас. Меѓутоа секогаш најубаво се учи на терен кога ќе им дадете или овозможите нешто лично со сопствени раце да изработат за да видат како може да се премости некој проблем или да се усвои некоја нова практика. Ви благодарам. Па пред да преминеме на втората група на прашања, сакам да споделам со публиката неколку практики кои што ги имаме во изминатиот период во Македонската банкарска асоциација, во Комерцијална банка, бидејќи нели јас доаѓам од Комерцијална банка и на овој настан всушност сум во функција која ми е поврзана со банката. Значи, ова е финансиска училница, проект на Комерцијална банка во рамките на едукацијата на децата, како од најраната возраст да започнеме со едуцирање на нашите дечиња. Познато ви е нели дека имаме програма за штедење на младите и практично и јас кога бев мала имав некоја си таква касичка и штедна книжка и тоа да еве до ден денешен. Јас оваа година правам 32 години, односно да, во Комерцијална банка, веќе ја почнав 32-та. И гледам дека со години наназад постојано се вложува во воспоставување на таа врска на децата од најмала возраст до
понатамошна возрастни или како возрастни граѓани да бидат корисници на услугите на банката, но тоа што е додадена вредност која банката, а можам да кажам и колегите од другите банки во последните години го прават е да посветат повеќе внимание на директно на едукацијата на најмладите. Како што гледате, ова се некои сликички од училниците каде што се спроведени предавањата и бројките. Во 2019, од 2019 27 основни училишта, 16 средни училишта, 1 факултет. Во тие програми практично, односно во тие презентации се опфатени 1700 ученици, 100 студенти, организиран еден конкурс за најдобар есеј, но како и да е, ова е еден од напорите за вклучување на финансиската едукација во основното и средното образование. Колегите од Шпарка се знам дека и во градинките одат со медо штедо, така да сето тоа практично е придонесување како да се научат децата да ги употребуваат парите во секојдневниот живот од најраните години, како да научат нешто повеќе за финансиите. Еве колегите овде имаат ставено за дигиталното банкарство, за безбедни онлайн трансакции и така натака. Додека Македонската банкарска асоциација од моментот кога стана член на Европската, односно асоцијативна членка на Европската банкарска федерација, се вклучи во Европскиот квиз на пари. Тоа е тоа што колешката Елизабета веќе го кажа. Станува збор за квиз на пари кој што се организира во Македонија во соработка со Централната банка, Комисијата за хартија од вредност, АСО и другите регулаторни организации, и практично тоа е програма за едукација на деца од 13 до 15 годишна возраст и се спроведува во цела Европа. Ние сме учесници во таа програма. До сега во изминатите 6 години беа опфатени 452 училишта и практично на еден мек начин, не преку предмет, бидејќи се уште нема предмети за жал, се опфатени 452 училишта, 3857 учесници, 584 ментори. Тоа што е многу интересно, дел од менторите воопшто не се економисти по вокација, тие по образование, тие се професори по хемија, професори по македонски јазик од различни градови, од различни училишта, сосема различни профили, луѓе кои што истовремено и тие се едуцираат и ги едуцираат децата со помош на представниците од институциите кои што ги споменав. И можеме нели да се пофалиме дека имаме убави награди кои што во изминатите години ги освоија нашите деца. Мислам, знаете како Македонија, нели ние со нашите ни 2 милиони жители, заедно со сите европски земји, од кои некои нели бројат и по 80-90 повеќе милиони жители, за нас е навистина големо достигнување освоено второ место. И тоа при првото учество, тоа беше навистина не беше прва среќа, прво па мушко, него децата понатаму 2020 и 2024 докажаа сепак дека имаат знаење, имаат капацитет. Така да, еве, трето место кога од минатата година, ова се учениците кои што освоја награда и беа многу стрикни што беа примени во Брисел од кралицата на Белгија, беа на разговор со кралицата од Белгија. И меѓу нив, знаете како, нели многу често кога разговараме, оно што е устно пренесено и оно што ние го споделуваме како наше искуство, е нешто што полесно се лепи за нас и полесно не мотивира за нешто ново. Така и со децата, уште на почетокот од првата генерација, кога дојде, кога се врати од Брисел со наградата, тоа е нешто за што тие меѓу себе изборуваат и сега. И на тој начин, кажувајќи како било, како патувале, кого виделе, какви се европските деца, бидејќи тука зборуваме и за основци, тие го шират гласот за тоа дека на тој начин и тие учат, дека стекнуваат нови знања, нови пријателства, можност за нови патувања, им се отвара еден нов свет. Така да со сите овие активности нели помагаме клиентите да се чувствуваат сигурни, подготвени, безбедни во светот на личните финансии, во финансискиот свет. И со тоа би преминала нели на вториот дел од прашањата за нашите
гостинки. Најпрво повторно би почнала со представничката на Народна банка. Со порастот на дигиталното банкарство и финтек компаниите, како финансиското образование може да следи чекор со технолошкиот напредок и кои се предизвиците кои треба да се надминат за да се постигне едно задоволително ниво на финансиска писменост кај нас? Самата дигитализација, технолошкиот развој во денешно време, меѓутоа во иднина се повеќе и повеќе, ќе наметнува се поразноврсни производи и услуги и тоа така и треба да биде. Но како што напомнав и претходно, тоа мора да се следи со соодветна финансиска едукација за да се избегнат сите можни ризици. И во тој контекст ризиците ги гледам на две основи. Првите ризици се во однос на несоодветното користење на овие финансиски производи и услуги, кои што самите по себе носат опасности и носат штета, како за личниот интерес на самиот поединец, за неговото семејство, но и за општеството во целина. Овие ризици се исто така битни и се однесуваат, односно се поврзани само со поединецот. И тука финансиската едукација најмногу може да помогне. Другите ризици се оние ризици кои што ги спомна и на колешката. Тие ризици се однесуваат на злоупотребата на податоците, на измамите, на фрод, на фишинг, појави кои што некако неминовно го следат и технолошкиот развој, и тоа секогаш така ќе биде. Но дури и од овој аспект ризиците, поединецот мора да ги познава, затоа што и вие го спомнавте тоа во однос на поплаките кои што пристигнуваат во оваа насока. Кај нас пристигнуваат многу поплаки од потрошувачи на финансиски услуги, чии податоци се искористени, се злоупотребени и најчесто оние кои не препознале дека станува збор за лажна интернет страница, за лажна компанија, ги дале само иницијативно сопствените податоци и секако биле оштетени на нивната платежна сметка. Поединецот дури не знае чекорите што ги прави, дека ги прави на сопствена штета. Во таа насока, дигитализацијата е процес кој дава многу голем број придобивки, меѓутоа едновремено и голем број опасности. И финансиската едукација, финансиската писменост има за задача токму да делува и во едната и во другата насока. Како регулатор, Централната банка превзема пак други активности во насока правно да ја заокружи рамката, за да може да помогне во натамошното креирање на се повеќе и повеќе финансиски услуги, производи во сферата на финансиските институции, едновремено секако да ги заштити потрошувачите, односно населението. Ја спомнам донесувањето на финтек стратегијата, која што е исто така многу битен документ по кој се создава, да речеме, една рамка за натамошно действување и исто би сакала да го спомнам и Законот за платежни услуги и платни системи, кој дава доволно простор и го регулира овој сегмент за воспоставувањето на заштитните безбедносните бариери од страна на давателите на финансиските услуги, а кои треба и самиот потрошувач да ги познава при склучувањето на тие договори кои и вие ги напомнавте. Затоа што, знаете, според податоците на платежната статистика на Централната банка, има рапидно растење на користењето на овие дигитални услуги. Па така, само да ја земеме 2023 година, во однос на 2022 година, веќе се говори за 16% поголема употреба на дигиталните платежни услуги. Според глобалната база на податоци од Финтекс, базата на Светската банка, пак процентот на возрастните кои извршили или пак било каква примиле некои дигитални плаќања се зголемил од 44% во 2014 година на 64% 2021 година. Денеска веќе говориме за уште поголем процент на овие плаќања. И ова натаму така ќе продолжи. Но што е по мене основно, што во овој сегмент и Централната банка како регулатор може да го стори, но чинам дека е воедно обврска и на банките, и на сите финансиски институции, тоа е токму финансиската едукација
зајакнувањето на финансиската писменост, едноставно улогата на поединецот, на потрошувачот не може да се занемари, а наша е обврска да ги едуцираме сите. И во тој контекст би сакала само еден сегмент да напоменам. Јас не сум економист, правник сум, и верувајте, и за мене е тешко некој пат да ја сватам терминологијата која што се користи при користењето, при услугите и производите кои што се нудат. Од тука сметам дека за еден потрошувач, за било кој граѓанин, па и за младата популација, која што е нашата иднина, на која што финансиската стабилност ќе се базира, е многу битно да се разбере како функционира економијата, како функционираат финансиите и практично какви обврски тие превземат и секако какви права понатаму од превземените обврски им следат. Во однос на прашањето за предизвиците со кои што се соочуваме сите, јас би напомнала дека сметам дека предизвиците се сублимат на определени фактори како што се знаењето, меѓутоа и свесноста, дека воопшто е потребна финансиската едукација и тоа свесноста кај поединецот. Сепак би спомнала неколку предизвици кои сметам дека се во денешно време треба финансиската писменост да ги надмине. Еден од нив е недостапноста на финансиското образование. Во многу голем, глобално ако гледаме, во многу голем дел од земји во светот, финансиското образование не е застапено во формалното образование, односно не се изучува во основното и средното образование, кај нас пак е делумно застапено, односно во оделни предмети или пак како изборен предмет. Ова е секако недоволно. Еве гледаме дека младите и основните податоци ги учат на некоја подоцнешна возраст, кога веќе се активно вклучени во финансиските текови. Понатаму, како предизвик, би ја зела ниската свест за потребата од сопствена лична финансиска едукација. Знаете, вештачката интелигенција, во можностите кои што ги нудат социјалните мрежи, сите тие сплет на информации кои што доаѓаат особено до младиот човек, и имајќи пак предвид дека младата популација и многу се потпира на ваква дигитална комуникација, раѓаат еден друг аспект, а тоа е незаинтересираност и несвесност дека всушност постои нешто што се вели финансиска едукација и дека без финансиската сопствена писменост, веќе и себе си се доведуваме во ризик. И секако оваа свесност треба во текот на целиот живот да постои, бидејќи со дигитализацијата секој поединец во секоја возрастна група е веќе загрозен и недоволно едуциран. Тоа е процес на континуитет, би рекла. Говоревме и за технолошкиот развој, кој што за мене е исто така предизвик за финансиската писменост, затоа што треба финансиската писменост постојано да го следи чекорот на технолошкиот развој, на разноврсните финансиски производи и услуги. Меѓутоа, ако говориме за предизвици, неминовно е да се спомне што со нив, кои се решенијата. Лично сметам дека најдоброто решение за соочување со сите предизвици со кои што се соочува финансиската писменост, за нејзино зајакнување е формалното образование. Задолжителното вклучување на финансиското образование во рамки на редовниот образовен процес и тоа од најмала возраст. Во таа насока Централната банка навистина има голем број заложби. Соработуваме и со приватните ентитети, соработуваме и со граѓанските организации, со сите кои можат да помогнат во таа насока, се вмрежуваме. И особено ова и минатата година конкретни веќе чекори превземаме со Бирото за развојно образование, се со цел да се зајакне свеста за потребата од вклучување на финансиската едукација во формалното образование и тоа и да се овозможи за следните генерации. Благодарам. Ви благодарам за одговорот. Пред да продолжам понатака со прашањата, бидејќи вие допревте таа тема, сакам да споделам еден пример со публиката, пример од праксата. Професорката Душица спомна дека на факултетот Американ коледж имаат голем број на практичари професори. Јас сум еден од тие и верувам и сум забележала кај студентите
дека најмногу се заинтересирани и најлесно учат тогаш кога им се даваат примери од пракса. Исто така мислам дека на страна нели се согласувам за ова со предметите во училиштата, но возрастните не можеме да ги вратиме назад во училница. Тоа единствено што можеме да направиме е што повеќе преку информативни програми, преку некои организирани настани можеме да ги информираме подобро, но не само со објаснувања општи, туку со конкретни примери со што се соочуваат нашите клиенти, со што можат и тие да се соочат. Токму и поради тоа сакам овој пример да го споделам со вас за клиент во комерцијална банка кој што имаше злоупотреба на картичката. Вкупниот износ на крај дојде, не знам, некои 3-4 евра, при што при истражувањето на настанот беше констатирано дека всушност клиентот си го оставил лимитот. Знаете сите дека картичките, аз се надевам дека знаете картичките дека имаат разни лимити. Многу клиенти не знаат дека картичките имаат лимити за употреба, колку може да се троши на банкомат, колку може да се троши во трговија и така натака. Нашиот клиент едноставно побарал тргање на лимитот или самиот тој го тргнал лимитот. Картичката била злоупотребена, нашите колеги тоа го пријавија, но според правилата и наши на компанијата, сега не се сеќавам дали беше Visa или Mastercard, во такви случаи тој не може да биде обештетен. И кога му кажавме, као првата реакција беше па не сум знаела и како сум го тргнал, сум го зголемил лимитот. Втората реакција беше па вие зарем не сте должни да ме заштитите. Мојот одговор на тоа беше, ако вие си оставите вратата дома отворена и ви влезе крадец, дали производителот на врати ќе го обвините за тоа зашто ве ограбиле дома. Така да, кај картичките, ова не сакам да кажам дека е оправдување за едни или други, но во секој случај тоа е само една од илустрациите колку некогаш не сме свесни за собствените постапки. Со ова сакам всушност да се надоврзам на тоа што го кажа колешката од Централната банка, дека некогаш свесно, некогаш несвесно, некогаш сме неинформирани за одредени потези кои што ги правиме со финансиските инструменти. Така што едно од решенијата нели е да зборуваме, да едуцираме, да споделуваме што повеќе и длабоко сум уверена дека преку практични примери и случаи најмногу се учи и најдобро се информира. Во таа смисла би сакала сега професорката да ја запрашам кои се вашите предлози како представник на академската заедница, но како што споменав овдека, многу од нас се родители, па и како родител, познавајки со што се обременети вашите деца. Јас претходно во разговор овдека реков учиме за елементите на цветот, за опрашувањето и така натака. Сето тоа е добро, без ни малку омаловажување на биологијата, но за живот на вистина не знам колку тоа до крај ни е потребно, а не учиме за тоа како ќе се злоупотребат нашите сметки или нашите картички. Така да би ве замолила за коментар што сметате како предлог и дали има нешто што би сакале во тој поглед да го споделите, како да се зголеми бројот на млади финансиски експерти во иднина. Благодарам на прашањето. Овде пред се би почнала со еден краток вовед. Она што може да се направи на ниво, еве на кое што јас сум вклучена на универзитетско ниво, е сепак недоволно за да може да се поправат дупките во знаењето од претходни степени на образование. Она што најмногу ме загрижува е дека немаме во Македонија доволна комуникација помеѓу сите нивоа на образование. Видете, се станува збор за истите млади луѓе кои што ние ги примопредаваме од основно училиште, во средно, понатаму на факултет, нели кој од нив и да се определи да продолжи со образованието. Првенствено, пред било што да се измени во предметите, во наставните содржини, треба да биде резултат на соработка помеѓу овие три нивоа на образование. Како што споменав претходно, во сето тоа е неопходно да се вклучи реалниот сектор, да не правиме избрзана измена во наставните содржини, пред на вистина да се увериме дека тоа е тоа што недостасува и треба да се измени. Тоа од една страна, од друга страна е како истото треба најправилно да се спроведе и кој ќе го спроведе тоа.
Овде ќе споменам, значи, во средно училиште, верувам ова е случајот со гимназиите, може би економско-правно средно училиште, постои предмет, кој што верувам е изборен, така, за повеќето од вас, кој што се однесува на менеджмент, предприемништво и така натаму. Јас со делот на едукација би го вратила уште еден чекор поназад во основно училиште. Забележав дека има во поново време некои измени во делот на слободните изборни предмети кои што ќе се нудат во 7, 8 и 9 оделение на децата. Во насока на, мислам, станува збор за 3 предмети: финансиско образование, финансиска писменост, многу се налик во делот на наставните содржини, и иновативност и предприемништво. Се уште немам забележано дека е почнато со примената на истите. Мислам, едно од моите деца е се уште дел од основно образование. Воведувањето на слободни изборни предмети треба да почне прво со анкета на родителите и на децата, што е она што би ги интересирало да го учат, нели, во 7, 8 или 9 оделение, и потоа да се оди со изборот. Често пати тие изборни предмети воопшто не се изборни, туку се фиксирани затоа што или нема соодветни наставни помагала, или нема кадар кој што тоа би можел да го спроведе во рамки на училиштето. Инаку самите предмети, наставната содржина, ја си разгледував, се фантастични. Значи, децата се учат, нели, како да изработат еден личен буџет, семеен буџет, како функционираат каматите, која е врската помеѓу повратот и ризикот, што е тоа капитал, што е тоа профит. Дури се оди чекор понатаму, да кажеме, во тој предмет иновации и предприемништво, да се зборува за важноста за иновациите за едно општество, како да се осмислат проекти кои што се одржливи, кои што се важни од културолошки аспект, од продуктивен аспект, значи кои што задоволуваат одредени потреби, и тој проект да се осмисли од почеток до крај, имајќи во предвид, нели, колку пари е потребно да се вложат, да се одржува проектот, кој е повратот кој што се очекува и така натаму. Значи, основно образование е степенот на образование каде што треба да се почне со трансформација на идните, да кажеме, возрастни лица, бидејќи во основно образование ние ќе ги опатиме сите. Без разлика за која насока ќе се определат понатаму, дали ќе одат на универзитет или нема да одат на универзитет, ќе се стекнат со лична финансиска писменост. Мислам, неодамна бевме сведоци на да кажеме, репетитивен случај на пирамидално штедење, односно, како се вика, Грок и Конти предходно. Ужас, значи, едно лице кое што предходно е соодветно едуцирано, нели, која е врската помеѓу ризикот и повратот и кои се регуларните можности за инвестирање или за штедење, никогаш нема да се одлучи на таков избор, затоа што, мислам, тие платформи нуда, ако добро се сеќавам, 150% заработка за еден месец на вложените средства. Пирамидалното штедење не е ништо ново, нели, го имаме децении наназад и добро ни е познато во Македонија, за жал, меѓутоа и во многу други земји во светот. Оно што е новитет е начинот на кој што се спроведува преку интернет платформи. Лица кои што имаат основна финансиска едукација, значи пред се ќе го изанализираат ова на правилен начин, ќе изанализираат кои стои за тие платформи. Конти, како што знам, се спроведуваше преку Binance плаќањето, да кажеме, во вид на платформа за дигитални средства. Binance, нели, оние кои што сме вклучени во финансискиот свет, знаеме дека е платформа која што е забранета за користење во многу земји, заради голем број на спорни трансакции. Значи, ако лицето е доволно описменето, ќе знае да се заштити себе си, семејниот буџет, да ги направи потребните анализи и истражувања пред да се одлучи за еден ваков потфат, кој што наликува многу на коцкање. Значи, сето тоа треба да почне на најрана возраст, за да се разбере самиот процес, да кажеме, од почеток до крај. Ви благодарам. И за крај, иако не помалку важно, има уште еднаш, би те замолила за твоето лично мислење за тоа колку младите на ваша возраст воопшто, значи ова сега општо кажано, знаат за личните финансии, зашто најчесто зборуваат кога зборуваат за финансии, дали се интересираат за вложување во акции, бидејќи сега ова зборевме, нели, за
за картички, за трансакцијски сметки, но тоа што професорката еве го спомна со пирамидалната шема, дали такви информации допираат до вас, зашто воопшто младите кога зборуваат за инвестиции и за поврат на некои средства, сите нели млади, јас берем моите деца, знам дека кога ќе добијат родители чуваат по некој купче, дали размислуваат како да го оплодат? Да, јас можам да кажам дека според мене барем на младите се многу малку знаат како да инвестираат и за акции многу малку знаат и за криптовалути, инвестициите, сите тие работи. Всушност, дури сега почнуваат да се отвараат тие теми во нашите друштва. До сега ние не сме имале некои големи заработки, за да можеме да речеме, например, ќе одвојам пари за моите сегашни потреби, ќе заштедам дел, а тој дел друг ќе го инвестирам, да си помислиме. Тоа дури сега почнуваат тие што беа, например, на work and travel во Америка, па направиле поголема заработка, па сакаат да ги инвестираат за да им се вратат и со зголемена сума да им се вратат. Но баш сега пред неколку дена го правев тој муабет со една другарка и сака да се реши за таков чекор за купување акции за инвестирање, но се уште нема скоро знаења. И поради тоа сега прво истражува и учи во тој процес, па дури понатаму ќе почне со купување акции. Единствено што знам дека со сигурност го имаат луѓе направено е инвестирање во криптовалути, во биткоин. Тоа не знам зашто не е популарно, не сум слушнала до сега некој да се збогати. Еден ден се во добивка, еден ден се во загуба, постојано се во исчекување, всушност. Ама и тоа многу почесто сум слушала машки да прават такви муабети, отколку женски, ама не дека и женските не се заинтересирани, само малце полека допира до нас. Јас лично би сакала еден ден да сум инвеститор и да имам таков некој извор на пари, но се уште ми е премногу рано, барем во наредните 5 години сигурно додека да имам заработена некоја поголема сума пари, сигурно нема да сум. Исто така, младите се многу желни за брза заработка и поради тоа не се многу желни да чекаат со години додека да им се вратат парите што ги инвестирале и поради тоа исто така не се решаваат сите за тој чекор туку така лесно. Исто така знаеме дека мора убаво да изанализираш компаниите пред да инвестираш во нив, дали вреди, дали не вреди и поради тоа се уште не се чувствуваме доволно спремни за да навистина активно инвестираме, ама верувам дека во иднина ќе биде тоа многу поизразено. Благодарам. Ти практично повторно со ова што го кажа ни посочи една тема која што може да биде интересна за во иднина, нешто со што ние постојано се соочуваме како работодавачи, дека младите доаѓаат, се вработуваат и сакаат многу брзо се е кај нив некако инстант во очекувањата и дека практично во нивното образование, во делот на финансиите, треба да обрнеме внимание дека тргнувајќи од таа желба за брза заработка, најверојатно голем дел од нив ќе таргетираат високоризични потфати и дека како едукатори, како професионалци во бизнисот, како регулатори, треба да бидеме свесни дека да, ние ќе ве учиме за кредитните картички, затоа што знаеме дека купувате на платформи, ќе ве учиме за вештачката интелигенција и така натака во делот на финансиите, но ќе мора да обрнеме и повеќе внимание каде се опасностите кои што ве демнат токму поради тоа очекување за брза заработувачки, во најмала рака да ве информираме посоодветно, па во крајна линија сите вие сте над 18 години, секој од вас ја носи лично својата одлука како ќе инвестира. Добро, јас со ова би го затворила панелот со неколку реченици како заклучок. Можеме да заклучиме дека во делот на формалното образование ни недостасува финансиска писменост и финансиско образование и дека една од пораките за носителите на политиките е дека што побрзо треба да се воведе во
формалното образование е предмет и тоа почнувајќи од основното образование и дека финансиската писменост веќе не е луксус, него нужда, потреба од најрани години. Но исто така, ние, како што споменав, ги имаме возрастните кои не можеме да ги вратиме во училница, а исто така многу од нив и тешко можеме да ги донесеме на вакви панели, па дека сите како заедница би било добро ако се ангажираме преку медиуми, преку телевизиски гостувања, преку емисии, да го шириме гласот за потребата од подобро финансиско информирање, преку примери, преку настапи, да се обидеме да преку тие некои информативни емисии, да не ги информираме само за дневно политички настани и турски серии. Мислам, немам ништо против турските серии, ама некако ова ми е поболно, дека треба да бидат добро информирани, да се обидеме да го доближиме проблемот до населението. Ви благодарам на сите за вашето внимание. Благодарам на организаторот што не покани да го организираме овој панел.